Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме овесна каша. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 250 грама овесни снегулки, 700 мл млеко од соја или обично млеко, една банана, една рака бадеми и лешници и една супена лажица мед. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано касерола. Исечкајте ги додатоците. Делимано сецкото е идеален за брзо сечкање на бадемите и лешниците. Потоа исечете бананата на тенки долги парчиња. За да започнете со подготовката на овесната каша, ставете ги овесните снегулки во касеролата и посипете ги со 400 мл млеко. Сега користиме млеко од соја поради постот. Остатокот од млекото ќе го додадеме подоцна, а сега започнете со загревање на овесот во млекото. Постојано мешајте исто како да готвите рижото, за да не се залепат овесните снегулки на дното. Кога кашата ќе почне да се згуснува, додаваме уште 100 мл млеко и продолжуваме со мешање. На крај го додаваме остатокот од млекото и убаво промешуваме пред да го тргнеме од огнот. Ставете од кашата во подлавок сад и одозгора посипете со исечканите бадеми и лешници, парчињата банана и темниот мед. Кога ќе го подготвувате овој рецепт, користете бели овесни снегулки, бидејќи тие се помеки и полесно се варат. Но, овесните снегулки можете и одвечер да ги накиснете во вода или во млеко. Овесната каша е најдобра за појадок, бидејќи ви дава доволно енергија за целиот ден, а млекото од соја му дава вистинска кремаста текстура на овој рецепт. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели!